Ете, прекрасна изведба на една од песните на нашата музичка икона Тоше во изведба на годинешниот победник Наум Бумбаровски од Ресен. Добре ни дојде. Наумче, честитки за ова убава награда, честитки за тоа што влезе во светот на славните. Не знам. Поинаку се диши сега, поинаку се живее кога знаат сите дека си победник? Те следали многу ресенчани додека беше во сите оние етапи? Да, морам да ги поздравам. Ми дава голема поддршка. Моите сограѓани и им се заблагодарувам. Од колку се градови доби нови фанови, нови пријатели? Колку се те заследија твои врсници? Па многу? Да, доста. Да. Значи славата расте. Кажи ми, очекуваше ли вакво нешто да ти се случи? Па искрено не очекував. Имав желба и како мал да настапувам и почнав да настапувам со група од Ресен, но не мислев дека... Колку мал почна со група да настапуваш? Колку години имаш? 10 годишно момче. На 10 години? Да. Со која група настапуваше? Се викавме Long Play. Така, врсници бевме и... И што музика пеевте, што жанр? Па поп, рок и рок. Така и не вика луѓе и свиревме, пеевме, се забавувавме. И што се случува сега со Long Play? Со Long Play? Постои или се расипа грамофонот? Па долго време не постои. Одлично. Кој знае, можеби некогаш и ќе се возобнови, никогаш ништо не се знае. Кој те пријави на шоуто? Дали ти сам се пријави или некој те охрабри? Па сам се пријавив, без знаење на родителите мои. Па кога разбра, не беа баш најсреќни, бидејќи смета дека сум мал се уште, ама морам да поздравам нив дека имам огромна поддршка од цела моја фамилија и без нив немаше ништо да се случи. Така е, тие се нашиот ветер во грбот, родителите. Така, да. Ти исто покрај тоа што пееш и свириш гитара? Свирам гитара и клавир свирам. Самоук си или? Да, самоук. Прва желба некаде кај 9 години и пак татко ми даде гитара и преку YouTube и се научив да свирам. Значи, преку YouTube си некоја апликација си спушти, веројатно? Па имаше некои така како часови онлайн. И во времето кога јас бев на твоите години, кога не постоеја ниту интернет, ниту паметна технологија, било каква, па да речем ни мобилни телефони не постоje, дури и тогаш оние на кои им работеше талентот и желбата за музицирање, и тие учеа само уки, ама можеби со повеќе чекори од колку денеска. Иако денеска е навистина извонредно лесно да усвојуваш нови знаења, не само да учиш многу инструменти преку разноразни апликации на интернет, туку и да учиш многу јазици кои на памет не ти паѓале дека можеш да ги совладуваш благодарение на интернетот и се она што го имаме како можности. Колку го користиш интернетот и за други работи освен за музика? Па морам да признам, доста го користам на социјални мрежи, да, допишување со другари и многу слушам музиката, ме исполнува на некој начин. Така. Изборот на композиција од Тоше е нешто што сите нас не прави, особено да бидеме многу со повисоки критериуми, затоа што не секој може да отпее песна на Тоше. Но ти вистина ја отпеа многу добро, многу моќно и многу на ниво на она кое да би можел Тоше да не види од некаде, би рекол браво, Наум, одлично. Благодарам. Да. Што друго сакаш да пееш освен Тоше? Па најмногу ја преферирам македонската музика. Македонската музика, може и фолк така, некоја, но повеќе забавните песни. Да, ти си иначе ученик во гимназијата во Ресен. Да, во општата заврши прва година средно училиште, на кој смер? Јас сум природно-математички смер А и голема благодарност до професорите кои што ни даваат многу добро знаење. Да, ама има веројатно и обзири кон тоа дека ти требаше често да патуваш поради шоуто, можеби да отсуствуваш некогаш или? Да, има добри сваќања и им благодарам на сите. Така. Како се гледаш себе си во иднина? Се гледаш во таа природно-математичка некоја приказка или можеби ќе комбинираш, бидејќи музиката на многу успешни луѓе кои имаат сосема поинакви професии, музиката им е втора професија која си ја носат со голема леснотија, дури им го олеснува стресот и тежината од сео на друго кое го работат. Како ти би сакал да ти се одвива твојот живот понатаму? Јас мојот живот би сакал да е
како што е денес. Да е песна. Да е песна, да. Нема кој не сака животот да му биде песна. Ја обожавам музиката и доколку каже Господ така да и... Да. Малку подоцна, кога ќе го завршиме разговорот, ќе проследиме и еден твој настап со еден голем светски хит. Се гледаш ли некаде во некоја приказна на некој, имаш ли идоли за кои, да речеме, сакаш да истражуваш, да читаш, тоше е наша непресушна инспирација и ми се чини миленик на сите генерации, беше миленик на малите дечиња, ма беше миленик и на луѓето од третото доба, но кој, да речеме, пејач светски тебе ти оставил силен белек и би сакал да пееш нешто во тој стил? Па има доста пејачи кои што ми оставиле белек. Еден од нив е Брайан Адамс, така има неверојатно добра музика. А од нашите Тоше, не ми се идоли, но од секого помалце земам. Да. Од кого го наследи наум талентот ти? Па талентот... Кој спее кај вас дома? И од двете страни, морам да кажам. И од страната на мојата мајка и татко. И тие се музикални, и баби и дедовци, па можам да кажам од сите помалце. Така. Кој е наум открини нешто повеќе за себе, што правиш во слободното време, освен што работиш на музика, освен што свириш гитара, ја користиш сега гитарата, имаш настапи, те бараат да пееш? Да, и пред да започнем со шоуто, имав настапи, ме знае луѓето и во слободно време играме кошарка. Со другари се дружиме, најмногу од времето свираме, пеам. Така. Што се случува во Ресен овој период во годината на културен музички план? Има Ресен некое свое културно лето? Па има, да, Преспанскиот Волкобер се вика. И не е баш на лето. Волкоберот е на Крстовден, таму септември. Да, не е баш на лето. Знам, таму сум била и секогаш со задоволство навраќам кога ќе ми дозволи времето, но за време на летниот период, да рече си, во сите општини, па и во Скопје во сите општини се прават некакви, на плоштадчињата се прават некакви настани културни, а ја слушнав дека во Ресен многу дојденци од далеку некаде се сега дојдени и веројатно е полн Ресен како никогаш до сега. Па може да се каже. Да, во кафичица имаат организирано забави. Претор? Што се случува со Претор? Има ли вода во езерото? Има, но бега. Има? Бега. Има таму Претор, има луѓе баи и тук кампуваат, таму нема некој си забави. Но има. Одлично. Кажи ми нешто за поддршката од жири комисијата. Имавте сериозно добра жири комисија, која што верувам дека и за вас беше момент на предизвик како ќе се покажам и како ќе испеам пред овие луѓе кои пеат цел живот и ги знае целиот свет. Најпрвим пред се да ги поздравам Арт Продукција, кои што се организатори на шоуто. Одлична организација, дружба прекрасна. А за жирито и нив да ги поздравам, пошто ми дава поддршка. Какви коментари ти даде од жирито? Па до сега нема добиена. Ти беше миленик на повеќето, иако никој тоа гласно не го рече, но се чувствуваше дека си еден од фаворитите. Не ми дада лош коментар, сепак ме бодреа и да им се заблагодарам, само можем. Браво. Која е наградата, кажи ми, што освои ти со ова твое прво место? Јас освоив песна од Арт Продукција и текстописец Огнен Неделковски. И со текот на времето ќе се прави таа песна, па ќе видиме кога ќе се објави. Да напоменеме и уште кој го освои второто место, го освои Софија од Битола. Софија, да. Па добра пејачка. Сите кои што бевме кандидати и општо во текот на целото шоу се добри деца со добри таленти, само кој помалце, кој повеќе се покажа. Да. Планираш да се пријавуваш понатаму на некое следно шоу, да одиш чекор погоре, повисоко? Па никогаш не вели никогаш. Никогаш не вели никогаш. Што така е сега, на што си фокусиран, дали може би се имаш пробано да ти да создаваш музика со оглед на тоа дека свириш гитара, нема да ме зачудиш иако нареден пат се представиш со своја песна како кантавтор? Па си имам така некои замислени мелодии, за текст не многу ме нема да ни откриеш бива. сега ништо. Не, има време. Јас нема да барам од тебе ова утро да пееш, бидејќи ние подготвивме уште една номера за крај. Ќе ти посакам вистински успешна музичка кариера, овој пат до звездите баш да биде пат со многу ноти, со многу публика и со многу аплаузи, а на пејачот нешто што најмногу му импонира кога ја пренесува својата музика, тоа се аплаузите од задоволната публика.
Поздрав во Ресен и Благодарам. со некој нов твој успех, можеби со она кое што ќе го сработиш како награда кој го доби, ќе те представиме повторно на гледачите, а до тогаш ти посакувам уште со многу нули да ти се зголемат следбениците кои што те пратат по Благодарам. социјалните мрежи.